Значи, по 7 јули 2014 кога го направивте првиот подвиг со возењето до Белград, сега година дена подоцна, вториот подвиг е 24 часовно возење до Истанбул. Тоа е ваша најдобро постигнување до сега? Да, баш. Кога одевме натака, гледам на километражата 451, ај викам добре, влагаме во нова зона. Си го сушив рекордот. Со тоа што рекордот сушен за 30%. Сега отприлика беа околу 740. Што е тоа што те тера да правиш вакви подвизи? Адреналинот, желбата? Во секој случај да се надминам и во секој случај да видам колку можам. Пошто очигледно Белград излезе дека можам, Истанбул излезе дека можам, пак има следно да видам каде е границата. Пошто граница сигурно има, колку далеку ќе треба да се оди да се најде. Мислам, тоа мора да се проба. Колку километри се? Значи вака. Зборуваме Скопје, Истанбул. Скопје, Истанбул, според тоа што си цртав во нашиве гаджети чуда. Мапи. Околу 730-740. Со тоа што сакав да стигнам до Аја Софија. Меѓутоа, главното сериозно возење заврши после 24 часовно, да кажам, ефективно возење, кое што беше негде, јас точно не знам каде почнува и каде завршува Истанбул. Како се во Скопје да влезете во Ѓорче и кај стигна за 24 часа, па стигнав во Хром. Така да не знам во Истанбул, таму каде што сум бил во рокот од 24 часа, каде е точно, баш и барав на интернет, каде се границите на Истанбул, за да знам јас кај сум стигнал. Дали сум во кругот на Истанбул? Да. И не мислам сум. Не е центар. До одредиштото Аја Софија? Аја Софија, така. За Белград брзав до последната секунда. За да не ми се исклучи гарминот. Беше важна целта ми, да, целта беше во Белград кога стигнав, сакав да се возам релаксиран, да уживам. Тогаш не се случи, заради батеријата на гарминот. Овој пат реков не брзам на крај, па што сака некај. И во последниот саат време не беше лесно, сепак пошто долго работи беа проблем, меѓутоа возев полека. Мислам полека. Поспорив. 24 часа е долго патешествие. Да. Кога започна? Мислам дека кога беше во Белград, тргнуваше нешто после полноќ, нешто ноќно возење. Сега како Не, за Белград беше на пладне, затоа што сакав да стигнам са Бајле. Исто беше тука. Целата работа беше да се стигне рано са Бајле, зашто што Истанбул е сепак град, не знам колку милиони, да се избегне колку може гужва, што никогаш не престанува гужва. Така да тргнеме во 15 до 6 од плоштад Македонија, со предпоставка дека ќе стигнеме за 24 часа. На интернет видов дека сонцето изгрева во 6:54. Исто така знаев дека полна месечина треба да има овој викенд, што беше битно за во делот Турција, пошто ќе беше по мене нешто што ќе биде ќе подобри атмосферата. И сонце не видовме цел пат, али бар месечина видовме цела ноќ. Пошто немаше, беше облачно, врнеше многу и така. Така да во 6 тргнавме, пред 6 стигнавме во 6 и нешто, пред Аја Софија стигнавме и покасно, али 700 и нешто километри, не е малку две граници, ако не се лажам, така македонско-бугарска, бугарско-турска. Бугарско-турска. Да. Патешествие, какво? Па, искрено, почетокот беше како да не одиме до таму. Искрено, и подобро што не мислиш ако мислите на тоа дека треба да возаме уште 23,5 сати или уште 728 километри, многу е голем проблемот пред вас. Вака, одиме до Куманово, се одиме до Паланка, од Паланка одиме до граница и генерално проблемот со времето немаше проблем,
имаше проблем, врнеш и беше ладничко во Самоков, што на 1000 метри, 1100. Меѓутоа, како што викав, уште пред да тргнам, времето може да биде секакво, само да не дува. Што ветрот е поголем непријател од све друго. Немаше никакви драми по пат. Така немаше некои случки. Немаше полиција како во Белград. Немаше. Имаше на сообраќајка што се случи пред мене, не знам како. Меѓутоа не бев јас инволвиран. Тоа беше негде после Свиленград. Не Свиленград, после Самоков. И тоа имаше драми со екипата, ми заостанува од време на време за бензински, за ВЦ, за кафе. И јас не бев сигурен кај се наоѓа. Имавме радиостаница, меѓутоа радиостаницата не фаќа повеќе од 5 километри. Не носев мобилен, пошто треба да сме близко. И имаше една ситуација пред Пловдив, каде што они застанали и се задржале повеќе него што мислеле дека е окей. Јас се засекирав. Тоа се убедив себе дека колата е нешто дефект, дека ќе си застанам, и тоа е. И кога дојда беше лошо. Ќе ги тепав. Значи, имаше принудна пауза така? Не, беше само застанав на Лукойл на влез во Пловдив, да поборам телефон, да се јавам, да прашам кај се, пошто они не можат да ме контактираат. Никако, ја не можам да ги контактирам никако. Мобилен не најдов, телефон, продолжи, после неколку минути дојдоа. И уште ги прашав зашто ве нема толку време, повеќе од сат. Па, ништо, бевме на бензинска. Како бевте на бензинска толку време? Па, кафе пиете. Па, добро, јас тука што кризирам, ја немам вода, не јадење. Вие кафе пиете? Да. И така, може да не треба многу голема пауза со храна или вода да се деси за да почне криза. Така да константно се обидував јас и екипата да јадам, пијам, да нема пауза. Тоа го правиш симултано? Значи возиш и јадеш и пиеш? Да, јадеш и вака. Ова беше голем експеримент фактички за мене и за другарите во кола. За да можам полесно да возам и да јадам, реков дека ќе пробам да пијам фактички храна блендирана. Не беше блендирано, не знам, макарони, меѓутоа блендирано кефир во случајов со семиња, со тан, со малтекс, со такви работи. Ништо енергетско што да. би те кренало. И прв пат јадев нешто поконкретно во типот сендвич после 10 километри. И до Истанбул излезе само 3,5 сендвича. Сето тоа беше само измиксано во шишиња, ќе ми стурат во шејкер, ќе се напијам, тоа е. Цело време вода. А со граници? Пресметаме ти са границите, ама и не можеш тоа да го пресметаш, никогаш не знаеш колку гужва, како гужва. Па вака, за граница, бар до сега колку што сум поминувал со велосипед граница, колата што си е на шалтер наред, си е наред, јас застанувам поди незе, никој до сега од колите позади не направил проблем. Полицијата не направила проблем, јас се доаѓам фактички, секогаш сум скоро прв. Поминувам брзо. Мојата придружба затоа се обидувавме пред граница, во случајов дали било Свиленград, што е на 15 км од турска граница, да отидат, за да добијат време да поминат барем една од границите. Тука на Ќафасан, например, пред да почне уборницата за Ќафасан, за кај Ума местото, они тргнаа пред мене, да стигнат до горе пред мене за да помине. Сега таа координација не може точно да се направи, сепак е деликатно. Не може да знаат ни они ни јас колку време ќе им треба да помине. Во случајов на Деве Баир, они отидоа пред мене, ама требаше да го пријават велосипедот. Тоа трае кај нас неодредено време, не знам колку. Они ме стигнаа после Кюстендил на пола пат за Дупница. Затоа што до Кюстендил е надолу. Јас возав брзо. После Кюстендил, они изградат дека поминат. Јас отидов уште 20 км. Така да, тие работи... Меѓутоа, па ја кажам, ова е трка со времето што сам си ја поставувам. Не е трка со никој друг. Така да, не е толку трагично.
И во случај да се знаеме дека ќе се случи да се одвоиме подолго, ќе земам повеќе вода, банана, благо нешто ќе земам со мене, за да, ако ги нема подолго време, нема да се деси криза или нешто. Се знам дека тоа е многу тешко, меѓутоа како можеш ли никако да си ги предвидиш кризите или да се предвидат некои ситуации за да бидеш подготвен? Да кажеме во случајот за храна и за вода, затоа што никогаш не знаеш во каква ситуација ќе се најдеш. Тоа си доаѓа со годините и со времето. Значи, буквално искуството ве прави да знаете дали ми треба нешто сега, дали ми фали нешто, дали сум во криза, дали ќе бидам во криза. Значи се е осет. Дури ја носев пулсметер и така натака, меѓутоа осетот е на прво место. Јас знам колку запењам, јас знам колку сум потрошил или не сум потрошил, или дали сум гладен или не. Се осеќа. Добро, освен тие кризи за храна и за вода, не сум на нека кризи или телото. Да. Значи, сигурно чувствуваш полка, чувствуваш напор, 24 часа без сон. Па имав моменти кога не беше да ми се спие, баш она ми се спие, ама така малце омалакс. Така поспано нешто. Не знам, малце не гледам напред, ама малце ми оди у сон работата. И носев гелови, зипвит, кои што има гелови кои што се со кофеин. И искрено, тоа сега да го пиеме тука нема да осетам ни ја ни вие никаква разлика. Меѓутоа во такви ситуации кога е криза, каква и да е, се осеќа стварно што е поентата на тоа. И успеа да ме дигне добро за да се разбудам. А имаше ли некаква пауза? Или воопшто? Вака, пауза. Паузите не беа паузи што јас сакам да застанам. Ако се прашував себе ја да можев да не застанам, никаде немаше да застанам. Зашто во мојата глава времето течеше. Паузи за веце, мало веце. Колку беа не знам, ама помалку од 10 секако. Двете на граница. Паузите за веце беа на улица, зашто трошење време е да се оди на бензинска, да се влегува во веце, да се излегува. Така да, јас се трудев да биде најкратко што може, све. И гледав да биде на некое место кај што е, како да кажам, лесно да тргнам. Не се застанува на угорница. Нормално. Се качиме најгоре, одам во веце, се облечам ако треба или нешто. Тоа е тоа. Спремен за тргнување. Спремен за тргнување, да. С оглед на тоа дека има специфична работа, значи работиш на платформа во Африка, колку имаш простор и време соодветно да се подготвиш во пресрет на вакви подвизи кои што си ги поставуваш само на себе? Значи во случајот сега многу битна улога одигра тоа што таму каде што бев, пошто не сум секогаш на иста платформа, имаше многу добар статичен велосипед. Зборам многу добар, како што можеби, не знам, сам не би го купил, ама да го има тука, ја би одел да возам во зимава на него. Толку добар. Така да ја 2 месеца возев редовно. Тоа не беше по 10 сати, беше по сат до сат и пол. Меѓутоа сето тоа се рачуна. Така да јас кога дојдов тука, имам некаква основа и беше прашање на тоа да почнам да возам подолго. Што бев, речем, доволно фит, сега да сум доволно издржлив. Така. Да отрпнат работите кои што мора да отрпнат. Кои што неминовно ќе болат после пола ден или ден. Тоа мислам дека ми фалеше, затоа што јас тука имав малдене само 3 возење подолги од 6 сати, што е многу малку. Од кои 2 беа на маунтинбайк. Така, а посебна физичка подготовка рече и сам, значи да се вози на статичен велосипед, меѓутоа тоа е само возење. Нели тоа што се прави, што други вежби работиш, дали работиш со кондиционер тренер, дали имаш посебна програма, чистење, храна, исхрана посебна? Вака, значи сигурно треба да се прават и други вежби. Јас обидувам барем делот грб, стомак,
што го викаат кор, што тоа е битно за се, буквално дете да си носи во раце, тоа е битно. Така да кор делот се обидував да го држам во добра состојба и тоа е све. У смисла, како викаат, Федерер бил тенис фит. Што значи тенис фит? Многу играл тенис и фит за тенис. Велосипед, може да правите секакви вежби. И да велосипедот, додека го возите велосипедот, тоа е тоа што ве прави фит за велосипед. И сега, пошто позицијата во која што возиш е поразлична од статичниот или од маунтин байк, секој точак е различен, после толку многу сати сите тие ситни работи кои што се ненавикнати или нови, доаѓа до израз. И мене искрено ме зачуди тоа што ме болеа градите, вака, не ги осеќав вака да ме болат, меѓутоа да се допрам, ме болеа како кој знае што да сум правил, и стомакот. А ја возам точак. Така да беше ново за мене, јас не го очекував. Сам не беше проблем, ама беше како, што е сега ова? Зашто ова? Не би требало. Ама... Оно што рековте дека релација ви би било потребно подолга. Колку според вас би било, да кажеме, ева за ваков подвиг, така, за да бидете повторно во една трка со времето? Тоа што цело време го посакувате. Колку во тој случај треба да се подготвите, колку треба да возите, значи да такви релации зборувам? Еве сега, например, додека бев во Африка, си планирав неколку големи тури во Македонија, за да се спремам за ова. Долги тури, мислам, по 250-300 км. Значи по 10-12 сати. Ниједна од тие не се деси, затоа што нема време. Се случи една, која што беше као припрема за тие тури, 230 км, 7,5 сати. Роудбайк, таа беше единствена толку долга со тркачкиот точак. Имав две со маунтин байк, со планински велосипед. Што не иде баш во прилог на ова. Иде, да, возам точак, ама не е истата позиција. И пак ја кажам, тоа не беше многу паметно. Времето ме притискаше и морам да ама иначе не би отишол толку рано. Значи и работните обврски си прават дека мора да се забрза процесот. Морав. Требаше да одам, денес сме вторник, требаше вчера више да не бидам во Македонија, требаше да бидам во Данска. Сега поново ќе одам во недела. Ќе се смени за една недела. И искрено не се знаеше до последно дали ќе одам или не за овој понеделник. Така да јас бев спремен да одам сабота, недела да стигнам, во недела према понеделник да се вратам и за понеделник, не знам, во Савајле во 7 да одам за Данска. Како ќе отидеш, не знам. Како ќе отидеш, не знам. Ама ќе отидеш некако и ќе се мачев. Како и увек. Да, за времето притискат сите страни. Да. Какви ти се плановите? Со оглед на тоа дека распоредов кој што го кажуваш дека го имаш, е многу тешко да се планира нешто за уикенд. Да. Идеи имам, луди. Да. Меѓутоа, највише од се ми зависи од времето. Јас горе-доле сум посигурен дека ќе успеам или ќе можам да ги направам и остварам. Дали се од спортски аспект или финансиски или секако, материјален. Меѓутоа, времето не знам. И поради тоа што за таа следен предизвик. Може ли да го споделиш со нас следниот предизвик? Па, ја би сакал доколку е, како кажам, сигурно дека ќе се случи. Од аспект на сигурно дека нема дека ќе ми дадат одмор. Пошто ми треба не одмор, него време за да се спремам. Сега да го кажам и да не се случи, тоа иш не сакам. Ако го кажам, ќе мора да се случи. Пака си го кажувам сам на себе за почеток и пак да се случи, само прашање на време. Во секој случај ќе треба да ќе сакам да побарам спонзорство за тој нов предизвик, пошто ќе биде многу поголем. Во секој случај 4 цифри ќе бидат, нема да бидат 3. И планот е да побарам спонзорство од кај мене од работа, да ми дадат време.
Ако може време да ми даде. Да, тоа е најважното спонзорство во моментот. Да. А за друго ќе видиме. Ако го спомна спонзорство, и Белград, и Истанбул ги направи на своја рака? Да. Без ничија Во овој случај за Истанбул имав идеја за да побарам спонзорство колку што они сакаат да понудат и дадат, чисто само да видам дали се спремни и дали се желни да помогнат. Меѓутоа пак нема време. Нема време. Да се организираш. Немаше кога. Значи не сте никако за тебе. Нема никаква логистика, никаква поддршка, никој што ви Пријатели, другари, и тоа е. Ентузијаст. Кој ќе дојде да вози колата? Колку членови има твојата екипа? Бевме четворица. Јас, мојата девојка Лидија Мимова, нејзин другар и мој Синиша и фитнес тренерот Фитнес Револуција, Огнен, кој што можам да кажам и даде совети за исхрана. Негов предлог беше дека ја му ја дадов идејата да што сакам да направам и дека сакам да возам со течна храна, за да можам да полесно да возам. Он, например, ми рече, оке, меѓутоа ти не можеш денеска да почнеш така да се храниш и одма да одиш за Турција, ќе ти се деси шок на организмот. Во превод вика, ти мораш барем 2 недели унапред да почнеш да се храниш така, постепено еден оброк, па 2, па 3, сите оброци да ти станат течни, за да не се деси шок на телото. И затоа немаше време. Така да, затоа викам експеримент беше ова и среќа што успеа. Значи јас ми беше страв да земам сендвич. Викам, еве 7 сат возам, само на ова, ништо не ми е, добар сум, немам патна енергија, не ми е лошо, што има да јадам сендвичи, не јадам. И така беше со страв го земам сендвичот, ај дај, ама чекај. Да не ми се сложи, да не ми стане тешко, да не ми се оди веце, не знам. Да. Така да... За да ги избегнеш дополнителните компликации. Да. Кои пак би ти одземале време. Да. И не само време, ако покрај сите други болки уште и плюс да не направиш дополнително што не морало да биде, зашто? А тоа зборувавме за болки, не ми кажа, болки во телото, трнежња, не знам. Па, левата нога се уште не ми е вратена баш. Тоа проблемот најголем, значи седење на велосипед, многу луѓе прашуваат како не те боли газот. Тоа поминува со време, навикнува, меѓутоа за да се деси навиката мора да трае многу време да навикне. Сега тоа многу време немаше толку време. Нема време да навикнам. Тоа беше еден проблем, другиот проблем со патиките со нозете. Затоа што патиките се многу крути, направени од, не знам, од карбон. И неминуно после 10 сати почна да ме болат до степен да ако ја одвојам ногата од патиката внатре, да нема притисок, после беше лошо да се стисне. Така да, тие две работи беа поголем проблем него нозете. Јас знаев дека, уште пред да тргнам, дека потенцијалниот проблем, физички, нема да биде во нозете. Затоа што се познавам доволно добро за да знам дека ако јадам и нема криза, може дека ми вртат. И до крај јас немав проблем таков. Значи ја можев уште да возам, може нозете да ми вртат. И да многу други работи станаа така поголем или помал проблем што... А што се случува кога ќе се снимаш од велосипедот? Значи кога ќе се опуштиш... Штета што нема снимка. Меѓутоа, беше проблем да се дигне ногата преку велосипед, седишното беше многу високо. За симиње и качување беше проблем на крај. Крајот, не знам, треба да ви покажам слика. Крајот, кога ја стигнав поедноставно во пешачката зона кај што се џамиите, легнав на првата клупа помеѓу Аја Софија и Плава џамија и вајде шатдаун. Јас мислев дека сум задремал, кога они дошле, они си правеле муабет и ме снимали, ме сликали све, јас немам појма. То знам дека ме затресува, и дојдовте, ја мислам дека само што дошле. Дека тоа е тоа. Они после ми кажа дека сум бил кома.
Едноставно телото се исклучува. Не, баш. Проблемот беше што и ментално јас бев спремен до тука и тоа е. Така да јас сум попуштил. Јас сум рекол готово, завршено е, завршено е. Сепак тука е контролата, не е никаде на друго место. Така да тоа беше Комплетно опуштање и крај. да. И на враќање бев физички уморен, да. Меѓутоа најакото беше што во главата целото товар што си го носев скоро година дена го немаш. Значи тоа што многу луѓе не можат да го сватат, што јас сум убеден дека е најголем, како да кажам, најголемата енергија што ме однесе до таму и за до Белград исто, што ментално јас сум бил до таму многу пати. Сите кривини, да не кажам, сум ги поминал све. Си го излазал тој пат? Многу пати, многу, не знам, месечината сум си ја гледал, знаци си минјав, слики од по пат, буквално знак 208 км до Истанбул. До толку темална анализа се прави? Јас си правев за да, како да кажам, може знаев дека тоа ќе ме спреми, баш буквално ментално, ако се спремам физичкиот дел после полесно. Мислам, сепак менталниот дел после толку време е потежок него физички. И јас искрено ментално бев подобар него кога и да е. Ја бев порешителен и поубеден дека ќе стигнем него ниво кола. Значи, дефинитивно за тебе најголемо спонзорство било времето. Времето, да. Дефинитивно. И следното се реков, и за овој пат викав, меѓутоа не се случи, за следен пат реков дека нема ништо да се деси на брзање. Не го правам веќе така. Пошто агонија е за мене и агонија за сите тие што се околу мене. Знам, можам да кажам за нив. Добре, тогаш, да чекаме следниот подвиг. Следниот подвиг, да. Благодарам многу за